Знаете што, за време на кампањата во повеќе наврати предупредив, многу сериозно ги предупредив граѓаните на Македонија. Дека на Македонија и се спрема сценарио. Дека тоа сценарио, негов важен, значаен дел ќе биде за време на изборите, за време на кампањата, дека тоа сценарио е со повеќе сегменти и дека луѓето, гласачите, треба да бидат со отворени очи, да бидат многу внимателно, затоа што се работи за добро мислено од надворешни центри, со внатрешни нивни инсталации, кое што ќе промени многу нешта во Македонија и дека е многу важно на тие избори луѓето да гласаат за оние кои што сакаат да продолжи Македонија во правец во кој што мнозинството од граѓаните сакаат. А тоа е унитарна држава, тоа е цела држава, држава која што чекори во правец на НАТО и на Европската Унија, но истовремено внимава на државните и на националните интереси на Република Македонија. Предупредив во повеќе мои настапи на митинзите, во разговорите со граѓаните, дека имам информации и дека во најголема мера работите зависат од народот и од граѓаните и дека тоа е клучен момент. Она што го предупредував, многумина го сватија сериозно. Некои не го сватија толку сериозно и мисля дека тоа е некоја наша игра за време на кампањата за да добиеме повеќе гласови. Сега веќе се покажа дека тоа не било никаква игра и дека она што го говорев е вистината. Сега гледаме дека СДСМ заедно со неколку албански партии, помогнати од надворешни центри, прават се што е во нивна моќ да го реализираат тоа што беше започнато за време, односно пред изборите и за време на кампањата. Да посегнат по државните и национални интереси, каде што клучна цел и завршна цел ќе биде промена на името, уставното име на Република Македонија, каде што со сигурност ќе биде загрозен идентитетот на граѓаните кои што се македонци во Република Македонија. Така што ова е период во кој што исто така се нападнати и нападнато е и уредувањето во државата. Се сака преуредување на државата по други теркови. Теркови кои што СДСМ ги ветила на оние кои што им ја ветија поддршката за време на предизборниот и изборниот период и кои што им ја дава таа поддршка. Тие се имаат оврзано, дадени се под хирија, имаат обврски. Нив очигледно не ги интересира мислењето на мнозинството народ, особено мислењето на мнозинството граѓани македонци. И сега веќе многу повеќе граѓани отколку време на кампањата разбраа за што станува збор. И не случајно народот се организира. Народот сваќа дека ВМРО-ДПМН во овој момент не може сама да се бори за задржување на државата, за борба за националните интереси, затоа што има само 51 пратени, ги нема потребните над 61 пратеници за да може тоа да го заврши во парламентот и да не дозволи никому да ја загрози државата, незиното уредување, незиното име, кое што се сака да се смени, но тоа да биде потерк на некој друг, а не онака како што граѓаните би сакале да остане или пак на некој начин да се најде решение кое што тие би можеле да го прифатат. Така што живееме во прилично тешки времења, драматични времења по унитарноста, по државноста, по националните интереси. И добро е што граѓаните се веќе сензибилизирани, до степен што им станува јасно, дури на оние што гласаа за СДСМ, им станува јасно дека во некои разговори некој продал некои работи. И дека и тие што го поддржале, и тие што гласале за него, сега е моментот да застанат да се спротивстават на тоа. И тоа го прават. Гледам низ улиците, не се само гласачи на ВМРО-ДПМН, туку се многу гласачи и на СДСМ, и на други партии, и луѓе кои што не гласале. И сакам да им порачам на СДСМ, дека ВМРО-ДПМН и народот нема да дозволат реализација на тиранска платформа, нема да дозволат реализација на тоа што тие го договориле само за да дојдат на власт и да спречат нивните криминали да бидат докрај истражени и да се соочат со санкции. Ние знаеме дека во нивната одлука за продавање на државните и националните интереси голема улога имаат нивните криминали во минатото кои што сака да ги покријат и да ги запрат истрагите за понатаму. И народот го знае тоа. И токму затоа народот е секојдневно на улица, бидејќи чувствува дека некои заради лични интереси
заради лични криминали во минатото и заради власт, сака да се прокоцка со државните и со националните интереси. И затоа им порачувам од тука дека ВМРО-ДПМН ќе застани цврсто како што и досега застанува во одбрана на државните и на националните интереси. Но важно е што и народот застана, бидејќи без народот не може да се одбранат во овој момент државните и националните интереси. Оваа битка ќе трае. Оваа битка нема да заврши за неколку дена. Затоа народот треба да биде подготвен за подолгорочен отпор наспроти тоа што некој му го скроил, наспроти тоа што Заев и неговата банда кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, дури и по цена на насуство во парламентот, како што се заговара во овие денови, особено за наредната недела или можеби по Великден да се направи, за по секоја цена да дојдат на власт и да ги реализираат нивните замисли, нивните ветувања. Затоа е потребно граѓаните да бидат будни, бидејќи се работи за нивна држава. Тоа е наша држава, заедничка на сите граѓани. И треба само преку разговор, само преку демократија, преку демократски диалог во парламентот да се изнедат решенија кои што се добри за граѓаните и за народот и дека мнозинството народ ќе ги прифати. Живееме во време во кое што се прават максимални обиди мнозинството од македонците да заминат во опозиција за да може да се реализира сценарио кое што директно ќе се рефлектира на македонската нација, на македонскиот народ и на македонската држава. Затоа треба будност и подготвеност. Ова се историски и ова се драматични времења за Македонија.